Почитувани граѓани, почитувани новинари. Грижата за нашите сограѓани во време на најголема светска економска криза продолжува. Во текот на вчерашниот ден, Собранието го усвои Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани за справување со енергетската криза. Законот, кој е дел од пакетот мерки за помош на граѓаните, вклучува финансиска поддршка во износ од 3000 динари месечно во наредните 4 месеци за следниве групи: лицата кои го користат правото за попреченост, родителите на децата со попреченост до 26 годишна возраст, кои што користат право на посебен додаток, лицата со попреченост кои користат право за помош и нега од друго лице, а не користат право заради попреченост, лицата со потешки трајни промени во здравствената состојба, а не користат право заради попреченост. Поддршка е обезбедена и за самохраните родители, корисници на гарантирана минимална помош, за стечајните работници, како и за корисници на правото на социјална сигурност на стари лица. Дополнително, директна финансиска поддршка во наредните 4 месеци е обезбедена и за пензионерите, кои земаат до 11.525 динари пензија, а тоа се над 91.600, како и за пензионерите кои земаат пензија од 11.525 динари до 14.000 динари, односно над 66.000 пензионери. Вкупно, со овој закон се опфатени речиси 200.000 лица, наши сограѓани кои се со ниски примања. Со овој закон помошта ја алоцираме директно кај оние семејства кои што имаат најмногу потреба од помош во време на криза. Како парламентарно мнозинство ќе продолжиме да работиме на законски решенија кои обезбедуваат поддршка и помош на сите граѓани, но и на домашните компании за справување со последиците од економската и енергетската криза. Ви благодарам.